Прилив од 2 милиарди евра како директни инвестиции. Пораст на БДП за 6 до 8% со вложување и извоз и дефицит од 2% во наредните 4 години. Ова се само некои од ветувањата на ВМРО од ДПМНЕ од програмата за претстојните парламентарни избори, преродба во 100 чекори, надградена и проширена. Од партијата повторно акцентот го ставаат на економската политика, која како што велат овој пат е уште посилна. Во наредните 4 години ние ќе ги довршиме сите започнати проекти. Сето она што си го поставивме како цел во 2006-та, а не стигнавме да го довршиме. Но и она што го прошируваме и надградуваме како цел и денеска во 2008 година. И во оваа програма треба да видите само едно ветување. Ветување за многу работа. Нарекувајќи се себе си и својата влада земјоделски, ВМРО од ДПМНЕ вети 460 милиони евра субвенции за земјоделците и 24 милиони евра за кредити за самовработување. Новата преродба предвидува и инвестиција од 200 милиони евра за модернизација на аеродромите, изградба на нов карго аеродром и 1000 социјални станови, заедничка инвестиција со соседните земји во нуклеарна електрана. Меѓу другите промени беше најавена и измената на изборниот законник, со што ќе и биде дадена можност на диаспората да учествува на претседателските и парламентарните избори. Иако партијата се уште не соопшти официјално, лидерот Груевски ќе биде носител на листата во изборната единица 1. Во двојката кандидатската листа ќе ја предводи Гордана Јанкуловска, а Антонио Милошовски ќе биде прв во третата изборна единица. Трајко Славевски е носител во четворката, Зоран Ставеревски ќе ја предводи кандидатската група во петката, а Владко Ѓурчев е прв на листата во шестата изборна единица. Скоро сите досегашни пратеници ќе бидат на добитните места. На денешната презентација присуствуваа и високи функционери од ДПА, Бесим Догани и Имер Салмани.